Почитувани сограѓани, во изминатите 2 години, откако СДСМ е на власт, односно градоначалникот на општината Делчево Горан Трајковски, кој од редовите на СДСМ, нашата општина секојдневно се развива во една убава и урбана средина во која секој граѓанин ќе биде задоволен. Скоро и да нема населено место, улица или дел од општината каде што нешто не се работи или гради, што не беше случај или пример во изминатите години во владење на ДПМН. Градоначалникот и неговиот тим секојдневно и неуморно работат да го исполнат основното ветување да создадат отворена и услужна општина. Општина која ќе биде вистински сервис на граѓаните. Мора да подсетиме дека градоначалникот и советот на општината наследија од ДПМН задолжена општина, блокирана сметка и нарешен углед на професионалноста на администрацијата. Градоначалникот и советот на општината уште на самиот почеток од својот мандат воочија многу непродуктивни трошења, нерешени проблеми на граѓаните и недовршени и нереализирани проекти од есенцијално значење за сите нас. Како одговорна власт, градоначалникот и општинската администрација, освен што вложија огромна енергија во реализација на програмските ветувања, одговорно ги превзедува и регулираа сите обврски од изминатите години. Исплатени се над 3 милиони денари наследена обврска за доградба на детската градинка. На самиот почетокот на мандатот се исплатија над 4,3 милиони денари неподмирени долгови и тоа по основна 14 за останати паушали на претходните советници од Општинскиот совет, исплатени се сите средства на пожарникарите кои неправедно им беа одземени од претходната власт, а во делот на социјалната и детската заштита исплатени беа сите заостанати средства за новороденчиња, како и сите заостанати ученички стипендии, а дополнително висината на средствата за истите беа зголемени. Се резултат на претходното недомаќинско работење на ДПМН. Најголема исплата на заостанати долгови во висина од 60 милиони денари со помош на владата и дел од сопствени приходи се исплатени кон доверителите на општина Делчево, со што вкупниот долг на општина Делчево е значително намален. А вистински пример за домаќинско и одговорно работење, градоначалникот и општинската администрација, поддржани од Советот на општина Делчево, покажаа со откажување на средствата за службени патни трошоци. Не само што се превзедоа и регулираа создадените претходни долгови и обврски, локалната власт, предводена од СДСМ и градоначалникот господинот Трајковски, значително ја зголемија и ефикасноста на работата на општинската администрација. Оделението за урбанизам и заштита на животната средина, каде со години чекаа предмети за решавање, за легализација на бесправно изградени објекти, значително се зголеми. Само во оваа тековна година се решени 250 предмети, а за минатата 2018 година бројката на решени предмети изнесуваше 130. Во изминатиот период, кога на власт беше ДПМН и градоначалниците од ДПМН, се решаваа по околу 50 предмети годишно. Во овој период се одобрени околу 50 барања за градба и уште 5 се во постапка на одобрување. Во изминатите 2 години, градоначалникот на општина Делчево, Трајковски, примил во својот кабинет околу 2000 граѓани. За дел од нивните барања, кои беа од сферата на услуги, кои се во надлежност на општината, е постапено веднаш. Мора да се потенцира еден многу важен момент за развојот и растот на општината, а тоа е експропријацијата на земјиштето. За реализација на проектите досега на име експропријација исплатени се околу 4 милиони денари, а планирано е до крајот на годината за оваа намена да се исплатат дополнителни 2 милиона денари со цел реализација на планираните инфраструктурни проекти. И следува најважното, она со кое градоначалникот Трајковски и СДСМ ја побараа поддршката од граѓаните на општина Делчево, а тоа се дадените ветувања во својата програма. За неполни 2 години сите ветени, капитални и други проекти или се реализирани или се во фаза на реализација, а дополнително на тоа решени се и проблеми во интерес на граѓаните надвор од програмските ветувања. Во врска со инфраструктурните проекти, завршена е целосна реконструкција и асфалтирање на 190 метри од улицата Македонска во населбата Милко-Обрадо. Изградена е првата улица во населба Пролет во должина од 261 метар, дел од улицата Никола Јонков Вапцаров во центарот на Делчево во должина од 80 метри и улица во село Габрово, која жителите на ова село со години ја бараа во должина од 198 метри. Средствата за изградба на улиците се обезбедени од буџетот на општина Делчево. Се реконструираа и најфреквентните улици во Делчево. Улицата Светозар Марковиќ, Питу Гули и Маршал Тито, со вкупна должина од над 1,2 километри, а се изградија и тротоарите на улиците и поставена е сообраќајна сигнализација.
Минатата година се реши голем инфраструктурен проблем во Ромското Маало со изградба на улицата Илинденска и изградба на подпорниот зид на оваа улица. Се изградија и тротоарите пред стамбениот комплекс на улица Кејна Брегалница и улица Илинденска и пристапни патики на крак од улиците Орце Николов и Острец. Во тек се градежни работи за изградба на улицата која ќе го поврзува новиот пешачки мост со детската градинка во Делчево. Согласно со проектот, улицата во централното градско подрачје, позната како стамбена улица број 4, ќе биде во должина од 200 метри, а ширина на коловозот од 6 метри. На овој потек ќе се гради и тротоар, како и дел од стамбена улица 3, која се вкрстува со оваа улица со цел дополнително пешачката и сообраќајната комуникација на стариот дел на градот во новиот дел да биде подобрена. Исто така, во тек е изградба на дел од крак 2 во населба Шумски расадник, кој представува крак од улицата Орце Николов. Наскоро треба да започне реконструкција на улиците Вера Јоцич, Маршал Тито и улица 7 во населбата Спортско-рекреативен центар. Односно ќе се реконструираат улиците Маршал Тито на потекот од касарната до Таушанско Маало во должина од 743 метри, потоа улицата Вера Јоцич над гимназијата Методи Митевски Брицо во должина од 599 метри и улица 7 во населба Спортско-рекреативен центар, каде што ќе се гради комплетно нова улица во должина од вкупно 290 метри. До крајот на годинава ќе се реконструира и крак од улицата Кеј Брегалница со средства од буџетот на Република Македонија за поддршка за имплементација на стратегијата на ромите. Исто така се решаваат и проблеми со критичните реони во градот и превенираат поплави. Изработени се проекти за одделување на фекалната од атмосферската канализација во поголем дел од населбите во Делчево. Проектирана е атмосферска канализација за населбите СРЦ, Шумски расадник, улица Орце Николов и улица Вера Јоцич, така што сите подготвителни работи се завршени и тендерот ќе се распише на почетокот на 2020 година. Изградена е и фекална канализација во населбата Пролет во должина од 300 метри. Реконструирана е и водоводната линија во село Габрово во должина од 800 метри. Кога инфраструктурата во прашање, сакаме да споделиме дека во подготовка е проектна документација за изградба на повеќе улици во населбата Старо Делчево, канализирање на сите водотеци во Делчево, подготвени се проекти за улици во селото Габрово, село Звегор, село Работивиште, село Разловци и останатите села од општината, а се планира и доуредување на кејот на река Брегалница, како и изградба на нови паркови во централниот дел на Делчево. Има изработено основни проекти за реализација на вкупно 24 инфраструктурни проекти за кои ќе се бара поддршка од сите донатори, како и начини да се финансираат и од сопствениот буџет на општина Делчево. Ова значи дека како општина сме подготвени да учествуваме на секој повик за да ставиме асфалт повеќе и да решиме децениски прашања на граѓаните. Почитувани сограѓани, вистинската слика за една одговорна, услужна и транспарентна власт се гледа во решавањето на децениските проблеми и креирање на визија и план за развој на градот за децении напред. Прв ваков чекор, после цели 25 години, се превзема сега, од страна на градоначалникот Трајковски и локалната власт предводена од СДСМ, а со донесување на нов генерален урбанистички план, кој ќе овозможи непречен напредок и развој на општината. Со новиот генерален урбанистички план ќе се решат сите настанати урбанистички проблеми во изминатите години и ќе се даде еден нов современ тек на развојот на општината како што доликува. Овој голем проект се работи со финансиска поддршка на владата и на Агенцијата за планирање на просторот. Друг решен децениски проект и огледало на градот, а тоа е транзитниот булевар Македонија, кој што е дел од државниот пат А3, кој за прв пат од неговата изградба целосно е реконструиран. Рехабилитирани се двата коловоза со вкупна должина од 3,5 км во вредност од над 32 милиони денари. Претходно беше извршена рехабилитација на 5 километри од патниот правец Делчево-Звегор граничен премин, како и најкритичниот дел од патниот правец Делчево-Пекчево во должина од 11 километри. Двата проекти се реализираат преку јавното претпријатие за државни пратишта, преку проект од Светска банка. Се реконструираше и патниот правец село Бигла Виница, кој беше тесно грло во сообраќајната комуникација со останатиот дел од Македонија. Проширен е коловозот од 3 метри на 5 метри и останува наредната година да се доизградат уште 3,5 километри од оваа делница, со што проблемот комплетно ќе биде решен.
Населба Басарица и село Полето за прв пат од нивното создавање ќе добијат канализација во должина од 2 км и патна инфраструктура во должина од 1 км. Проект вреден над 25 милиони денари, а средствата се обезбедени од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој. Во тек е тендерска постапка за изградба на градска капела, со што, по теркот на поголемите градови, верските обреди при погребувањето на починатите лица ќе се вршат во придружно услужниот објект капела. Проектот за изградба на градска капела изнесува над 7,3 милиони денари. Многу очекуваниот за потребите на граѓаните пешачки мост на река Брегалница е готов. Во фаза на реализација се пристапните рампи. Вредноста на овој капитален проект изнесува 8,2 милиони денари. И за крај, долго очекуваниот градски пазар. Многу пати ветуван од локалните власти на ДПМН предходно, но никогаш изграден. Градоначалникот Трајковски и локалната власт, дел преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, дел од сопствени средства од буџетот на општина Делчево, обезбеди средства за изградба на овој капитален проект. Првата фаза на реализација ќе чини околу 20 милиони денари. Вкупната сума на отпочнатите и планираните проекти е над 120 милиони денари. Никогаш досега во Делчево не се градело во ваков обем, плански и развојно за потребите на граѓаните. Почитувани сограѓани, 8 години локална и 11 години централна власт на ДПМН. Добивме само празни ветувања и нереализирани обврски кон граѓаните. Градски пазар, ветено, неостварено. Градска капела, ветено, неостварено. Пешачки мост на река Брегалница, ветено, неостварено. Решавање на канализационата мрежа и патна инфраструктура во населба Басарица и село Полето, ветено, неостварено. И така натаму, и така натаму. Почитувани, има разлика. За нас зборот е збор и зборот важи. За само 2 години локална и централна власт на СДСМ со години наметнатите проблеми, голем дел од нив и децениски, гледаме како се решаваат и се создаваат услови за развој на нашиот град и држава онака како што доликува. И тука нема да застанеме. Со уште поголемо темпо, енергија и желба ќе работиме за потребите на граѓаните и развојот на нашата општина и држава. Делчево е на прав пат, државата е на прав пат. Ви благодарим.